еден голем отец на црквата, Свети Кирил од Александрија архиепископ, вели Богородица е црквата и црквата е Богородица. И како ќе рече човек Богородица е црквата? Затоа што таа го раѓа Христос кој не собира сите во црква. Ние сме едно тело со глава една, а Христос е таа глава. А Богородица го раѓа Христа. Што значи? Едно и исто е црква и Богородица. Вие може би се сеќавате, вашите предходници велеле одам на црква. Затоа што овој собор кој вие го правите овде, предводен од епископот и свештениците и ѓаконите, ја прави црквата Божја. И ово место каде се собираме исто се нарекува црква. Ама не ние ради него се викаме црква, туку овој храм заради нас се вика црква. Истото е потполно со Богородица и Христа. Христос е роден од Пресвета Богородица и таа е како храм негов. Затоа се поистоветува со црквата. Ако Христос е црква, тогаш и Богородица е црква, бидејќи го раѓа Христа. Ама духовно не раѓа и сите нас. Затоа што ние сите сме собрани во Христа, кои се причестуваме со телото и крвта Христови, стануваме едно со нашиот Христос, а тој пак е едно со Пресвета Богородица. Таа Пресвета Богородица, браќа и сестри, од најмала возраст е подготвувана од Бога за да земе учество во нашето спасение, така што го раѓа нашиот Бог и Спасител како човек. Христос е роден предвечно, како Бог, ама како човек еднаш се раѓа во времето и него го раѓа Пресвета Богородица. Затоа ја почитуваме и ја славиме веднаш после нашиот Бог и Спасител, односно веднаш после Христа. Нема за нас позначајна личност од Пресвета Богородица. Ајде, ќе бидам уште посмел и ќе кажам, ако ја нема Богородица, ќе го нема и Христа како човек. А ќе го нема следствено и нашето спасение. Значи, ако Пресвета Богородица не му каже на ангелот, нека биде волјата Божја, нам ќе не нема спасение. Зашто ни Христос немаше да се роди, ако таа не кажеше нека биде волјата Божја. Ама гледате, Господ за сите нас, а особено за оние кои учествуваат во нашето спасение, како што е Пресвета Богородица, има подготвена. Ајде да речам, значи од најмала возраст ја подготвува Пресвета Богородица за големото дело кое го прави. Ја воведува на денешен ден во храмот Господов. И тоа каде? Ја воведува во светињата на светињите, каде еднаш во годината имал право да влезе свештеникот за да го покади тамошниот простор, во светињата на светињите. Таа како жена, да не зборуваме, и денеска жена не влегува во олтарот,
зашто светињата на светињите во храмот Соломонов било одвоено место, многу поодвоено од колку што денес е олтарот. Зошто? Затоа што тука еднаш велам во годината влегувал свештеникот за да покади. И тој немал право. Како имала Пресвета Богородица право? Не за право, тука не се работи ни за право, ни за должност. Туку она што го доживеал свештеникот како просветление, тоа девојче кое го донеле во храмот ги е внесло во најсветото место. Тоа било за секој кој малку ја разбира подлабоко работите, знак дека таа е благословена. А тој благослов го гледаме зашто во времето кога станува зрела жена, таа го раѓа Христа без семено, без пухот машка. Тоа е големината на Пресвета Богородица, ама денес го славиме денот на подготовка на таквото дело. Денес го славиме денот на нејзиното воведение во храмот Господов. Затоа што Господ, малку е да речам дека ја подготвува уште од тоа време Пресвета Богородица. Го подготвува целиот свет, години и векови, да не кажам наназад, дека еднаш ќе се роди една жена што ќе ја исполни волјата Божја. А таа е Пресвета Богородица. Затоа ја славиме Пресветата, затоа ја почитуваме веднаш после Господа Исуса Христа. Она што сакам да го нагласам денеска, покрај ова што секако можете да го сретнете во многу книги или на социјални мрежи, е тоа дека денеска родителите на Пресвета Богородица, Јоаким и Јана, ја носат малата Богородица, која тогаш се вика Марија, само не е уште Богородица, ја носат во храмот. Ама денеска и ние исто или бар слично правиме кога носиме просфора во црквата. Од таја просфора, лебот што го носиме во црквата, вадиме честица која се вика Пресвета Богородица. Значи, носејќи просфора, ние сме како Јоаким и Јана, како родителите на Пресвета Богородица. Од таја просфора, што е грчки збор просфора, или принос во превод значи. А не треба да се лишуваме, браќа и сестри, од тој принос, зашто Господ ни дава многу, а што можеме ние како воздарје да му дадеме? Ќе пуштиме во касата некој динар, ама исто многу значајно е да го донесеме лебот со печат, во кој печат го има делот на Пресвета Богородица. И од тој леб, од таја просфора наш, од тој прилог наш, се вадат честици со кои се причестуваме на оваа света божествена литургија. Затоа, бидејќи Бог не удостоил да учествуваме во тој голем настан, во овај настан како воведение во спасението. Ако родителите на Пресвета Богородица, Јоаким и Јана, ја носат самите во црква, за да ја подарат, да биде подарок на храмот Пресвета Богородица, ние не носиме многу ретко или многу малку од нас ги носат собствените деца и ги подаруваат на црквата. И велат, еве, ова дете да служи на црквата.
Zato što Presveta Bogorodica je izmolena na starost od njeziните roditelji, Joakim i Ana. Međutim, ние носиме леп или некој друг прилог. Празни не доаѓаме во црквата. Зошто? Празен во црквата, значи празен ќе си заминам. А зошто доаѓам на црква или во црква? За да се исполнам со благодат Божија. За да земам нешто. А што да земам? Не можам да земам иконите, не можам да земам нешто од касата и не е дозволено тоа. Ама можам да земам благодат, која е невидлива, ама во невидливи и се другите животни сили, а постојат. Затоа е многу важно да знаеме да учествуваме во благодатта, ама учеството во благодатта Божија е давање и земање, не е само земање. Па за нас е непристојно некој да чека од нас само да му даваме. На Господ не му треба ништо, ама потребна е нашата подготвеност, дека сме подготвени да даваме. Ако сме подготвени да даваме, тогаш сигурно ќе ги отвориме сите врати да ја земеме благодатта Божија. Тоа не учат овие големи празници во суштина. Доаѓаме во црква, не сите со возвишена свест да учествуваме во економијата на спасението. Полека се оформуваме. Ама едно, сите знаеме, дека доаѓаме во црква да примиме нешто од Господа. Да, убаво е со таква свест да доаѓаме, дека примаме нешто од Господа. Ама што даваме? Треба нешто и да даваме. Значи, воцарје е сето размена на нашата мала моќност да даваме дарови со големата моќност Господ да ни даде воздарје. Затоа, браќа и сестри, да се трудиме секогаш животот да го посветиме на Бога. Тој да ни биде наша смисла. Ова другото е минливо. Ние, овде потекнуваме од крај кој е земјоделски. Потребно и да работиме земјоделие, потребно и да правиме одредени други дејства во кои ќе заработиме едноставно за живот. Меѓутоа, најважно од се е да имаме свест за тоа дека сите дарови доаѓаат од Бога. Се што доаѓа од Бога. И во таја смисла потребно е да ги полниме храмовите во црквата, како што денеска сте дојдени во црква, во храмот посветен на Пресвета на поведението на Пресвета Богородица. Секоја недела да ги полниме храмовите, да учествуваме во најголемата тајна на спасението, таа е литургијата, која се случи во недела, на празник и во други денови. Да учествуваме во неа и духовно и телесно. Да се причестуваме со тајните Господови и да бидеме едно со нашиот Бог и Спасител во сите векови. Господ да биде со вас.